Се запознавате, се влюбувате, созревате заедно и еден ден ви станува јасно дека сте го пронашле човекот на својот живот. Вака изгледа и љубовната приказна на Стефан Богоев и преубавата Ивана, која започна пред 10 години. Љубовта која трае една деценија беше кронисана со брак на почетокот на овој месец, а на 21 септември градоначалникот на Карпош и неговата избраничка ја направија и свадбената веселба, на која присуствуваа нивните семејства, роднини и најблиски пријатели. Невестата како од мајка, а младоженецот опиен од љубов. Честитки за двајцата пред се од 1 ТВ, како и од тимот на Ексклузив. Кажете ми, дали имавте трема пред да го кажете судбоносното да? Не, ние сме долги години заедно, 10 години сме заедно, многу добро се согласуваме, така да само со задоволство го чекав на овој момент. Барем за мене тоа е така, верувам и за Ивана. Ивана, ти имаше трема? Па не. Супер, возбудено, релаксирано во исто време. Кажи ми, дали ти може би доби некаков совет од поискусните колеги? Па, совет добив уште пред неколку години од поискусните колеги. Ми велеа уште тогаш да го направам ова што сега го направив, меѓутоа ето така се погодија работите, па сега се одлучивме на овој чек. Дали може би требаше малце порано? Па не верувам, мислам дека е сега вистинското време. Ивана, да ја прашам, секоја девојка сонува за венчаницата. Кажи ми, дали ова е венчаницата во која што си се замислуваше? Па да, од прва беше таа, кога ја видов, знаев дека оваа ќе биде вистинската. Кажи ми, твое мислење за венчаницата? Немам зборови денеска, прв пат ја видов денес, ми се допаѓа на вистина многу. Меѓутоа, тој што си го сакаш, како и да е облечен, ќе си го сакаш, ова е само плюс. Младите го одиграа првиот танц, а младоженецот ја отвори својата прва седница откако стапи во брак. Стефан Богоев постави 3 точки на гласање, а мнозинството едногласно гласаше за. Ве молам сите да преминеме на гласање. Кој е за предложениот дневен ред, ве молам со аплауз. Благодарам, против нема, воздржани нема, констатирам дека едногласно со акламација усвоено. Преминуваме на прва точка од дневниот ред. Луда и незаборавна забава. Отварам претрес. Сите заинтересирани ги поканувам на подиумот да ни се приклучат на мене и Ивана. Музика, туш! Гостите одлично расположени, атмосферата перфекција. На свадбената церемонија присуствуваа голем број познати ликови од општествениот и политичкиот живот, кои не ги криеа своите желби за Стефан и Ивана, а поискусните поделија и по некој совет. Клучот за успешен брак е меѓусебното почитување и поддршката. Кога ќе имате политичар, брачен другар, тоа и од искуство го кажувам, бидејќи јас сум дел од политиката, потребна е голема поддршка, многу трпение, но знам дека тоа меѓу нив не изостанува. Оно што морам да го открием на нашите гледачи е дека јас прв пат застанувам покрај микрофонот на 1 ТВ. Прв пат зборувам за оваа телевизија.
Ке им посакам да се живи и здрави, многу радосни, многу среќни, многу заљубени, животот да го поминат во слога и во хармонија. Па прво ќе им посакам љубовта вечно да ги следи. Знаете како велат, кога има љубов има се. Љубовта на пиедестал на највисока вредност и тоа чувство од ден на ден да расте. Како велат, љубовта вдахновува, љубовта оплотува и цел живот да уживаат во љубовта. Кажете ми, од ваше лично искуство, кој совет би го дале на Ивана за брачните води? Па знаете како велат, мудрост, секогаш мудроста е таа еден вид на символика на жената, компромисот дека мора да се прави и вниманието. И знаете како велат, покрај тоа до срцето не може да се стигнува преку стомакот, така да верувам дека ќе научи да или е веќе вешта во готвењето, меѓутоа сите овие работи постепено и тогаш тоа е клуч за успешен брак. Само да бидат среќни и да има љубов и нема никаков проблем. Да се заедно и што повеќе време да се поминуваат заедно, бидејќи семејството е најбитно. Им посакате ли принова? Нормално многу дечиња да покаже дека си ја сака и општината, а нормално пред се да се покаже дека си го сака семејството. Тоа е преку многу дечиња и посветеност према сопругата. Среќен брак, многу успех, дечиња, здравје и многу среќа. Да се посветат што повеќе е можно едни на други, иако во ова време кога сме сите растрчани, тоа е се помалку можно. Да се сакаат, да се почитуваат и секој биде во ред. Јас го познавам долго младоженецот, неговото семејство и мислам дека ќе има среќа во животот. Кон честитките за вечна љубов, среќа, многу разбирање упатени до Стефан и Ивана, се приклучува и тимот на Ексклузив. И како што започнавме, така и завршуваме.